Драги ученици, добре дојдовте во Училница. Јас сум Павлинка Вејановска, наставник по музичко образование во Општинското основно училиште Гоце Делчев од Неготино и денес ќе бидам вашиот наставник. За овој час треба да се подготвите, да имате до вас прибор за пишување и тетрадка. Можете да ги користите тетратките по музичко образование. Што ќе учиме овој час? Овој час ќе се запознаеме со основните карактеристики на орската народна традиција. Ќе го дефинираме орото како основна форма во орската народна традиција, ќе ги класифицираме ората и ќе проследиме неколку линкови до видео примери. Сега размислете. Дали знаете да играте оро? Кога најчесто се игра оро? Дали знаете како изгледаат фолклорните игри во други држави, региони, континенти? На овој слајд се прикажани фотографии од фолклорни игри низ светот. Можете да приметите колку сите се разновидни, колку се колоритни и колку се различни, се разликуваат едни од други. Затоа фолклорните игри во светот се најголемото културно богатство, но исто така, како што сериозната музика е унифицирана и еднаква секаде во светот, толку фолклорните игри се различни и воопшто фолклорот. Но ние ќе се задржиме на македонското оро. Македонското оро има форма на отворен круг, најчесто. Движењето е од лево кон десно. На почетокот на орото има ороводец, а на крајот опашкар. Сето ова можете да го видите на оваа фотографија. Тука се прикажани фотографии од фолклорните игри на другите народи кои што живеат во нашата држава. Значи имаме албански, турски, српски, влашки, ромски и бошњачки фолклорни игри и сите тие се специфични, имаат своји специфики, но сепак имаме и многу сличности со македонското оро, затоа што, како што можете да приметите, сите имаат форма на круг, негде тој круг е отворен и затворен, исто така има некаде ороводец, опашкар и други сличности. Сега да ги разгледаме општите карактеристики на македонските ора. Македонските ора имаат важно место во македонскиот фолклор и музичката традиција заедно со народните песни и народните инструменти. Македонските ора се бројни и разновидни, а нивните имиња се изведени од имиња на места, например, Осоговка, Палешевско, Перовка, лични имиња, како што е орото Баба Ѓурѓа, Ибраим Оџа, занаети, како што е калајџиско оро, инструменти со кои што се изведуваат ората, гајдарско оро, видот на орото, односно на кој начин се игра, значи тресеница, лесното, ситното, потрчано, начинот на држење меѓу играорците, постои едно оро кое се вика зарамо оро, обичаите, свекравино, кумово, ѓорѓовденско, великденско. Најчесто се придружувани од еден или повеќе народни инструменти, а додека се игра оро, може да е придружено и со песна. Македонските ора обилуваат со кореографски движења како подскокнување, клекнување, свртување, подрипнување, играње на колена и друго. Ората потекнуваат многу одамна, како и целиот фолклор, и начинот на играње со векови се пренесувал по пат на устно предание. Преку играњето ора се искажувале чувства, радост, веселба, играурни способности. Тие се играле на сред село за празници, свадби, семејни веселби, пред голем собор на луѓе и затоа едните од нив се наречени соборски ора,
Но постојат и обредни ора, кои што се дел од обичаите и обредите. Ова е основна класификација на која ќе се задржиме и наредните часови. Но постојат и други класификации на македонската ора и тоа според составот на играорци, па се делат на машки, женски и мешани, или според регионот од каде потекнуваат. Ората во нашата држава се делат на 5 регионални подрачја: западни, југозападни, јужни, северни и источни. На овој слајд ви посочувам неколку линкови до македонски ора, кои што ве замолувам да ги изгледате. Значи, повратено, женско оро, тешкото, а пред да го гледате тешкото, ве замолувам да се присетите на поемата Тешкото од Блаже Конески, и Малешевка, мешано оро. Сите во изведба на Танец, културниот амбасадор на нашата држава, преку кој за македонскиот фолклор се разбра во целиот свет. Сега дополнителни неколку информации. Забележани се случаи кога се играло оро без инструментална придружба и без пеење. При играње само се извикувало оп, оп, оп. Некои ора имаат и насока на движење од десно кон лево или во сосем затворен круг, без почеток и крај. Македонското оро пак копачка е вброено во нематеријалното културно светско наследство на УНЕСКО и исто така ви препорачувам да го изгледате. Сега за крај да повториме што се треба да знаете од овој час за орска народна традиција и можете сето ова да си го препишите во вашите тетрадки. Значи, македонското оро има форма на отворен круг и се игра најчесто од лево кон десно. На почетокот на орото е ороводец, а на крајот на орото е опашкар. Македонските ора имаат важно место во фолклорот и музичката фолклорна традиција, заедно со песните и инструментите. Најчесто ората се придружувани од еден или повеќе народни инструменти, а како што спомнавме, може и да се пее и да се игра оро. Македонските ора обилуваат со кореографски движења, како подскокнување, клекнување, свртување, подрипнување, играње на колена и друго. Македонските ора се слични по начинот на играње со фолклорните игри на другите народи кои што живеат во нашата држава. И сега ви предлагам неколку задачи за слободното време. Истражувајте за ората од вашиот крај со повозрасните луѓе околу вас, прашајте ги, ќе ви кажат повеќе. Истражувајте на интернет за македонските ора, че може на YouTube да побарате, има многу примери. Доколку пак веќе членувате во некој фолклорен ансамбл и знаете убаво да играте повеќе ора, можете да ги снимите на видео со инструкции за да научат и другите. И на крај пуштете си едно убаво македонско оро и заиграјте си по дома. Ви благодарам на вниманието.